Има еден град во Македонија кој што самиот по себе кога ќе се спомне неговото име звучи на култура. Го нарекуваат градот на конзулите, градот на клавирите. Знам дека знаете за кој град зборуваме. Град со можеби најмногу манифестации од областа на културата во текот на целата година. Во Битола има манифестации за љубителите на сите видови уметност, од филмот, музиката, ликовната уметност, класичната музика и така натаму. Колку овие манифестации придонесуваат за идентитетот на општина Битола, ќе зборуваме со нашиот денешен гостин. Велам добар ден и добре дојде за Борче Димитриевски, секретар на општина Битола. Добре ве најдов и поздрав до гледачите на Македонска телевизија на програмата на градовите. За почеток, како овие културни манифестации кои што ги има во Битола го обликуваат идентитетот на општината? Ви благодарам за одличната најава. Навистина градот Битола, ако е еден од синонимите за Битола, може да се каже дека е град на културата и културните настани кои што во текот на годината се реализираат, убаво кажавте, од најразлични области на културата и на уметноста, навистина ја комплетираат сликата за градот, бидејќи тоа е град кој што има огромно историско значење и културно и социолошко. Тука се спојувале културите на истокот и на западот и не случајно се создала критична маса која што низ годините само се надградува и затоа имаме огромен број на значајни манифестации кои што привлекуваат туристи и од регионот и од другите држави, но кои што само го јакнат идентитетот на градот и дополнуваат сликата на прекрасната битолска архитектура, Битола обкружена секако и со планинскиот масив, со планината Баба, односно со врвот Пелистер, така да сите тие работи не би биле најсоодветно надополнети, доколку тука не би биле и културните манифестации кои што во текот на годината ги имаме. Велат дека човек кој што е на кого му еускратено да ужива во културата и во уметноста, веројатно е посиромашен за едни убави искуства. Во ова време кога уметноста е потценета, како го враќате чувството дека културата е суштински дел од животот на луѓето? Битолчани имаат навика да посетуваат манифестации културни? Јас повеќе ви кажал, навика да, но и самиот град има огромен потенцијал. И тој потенцијал треба да се искушува, истражува и надоградува. Затоа општина Битола, секако градоначалникот и целиот тим, сметавме дека е многу значајно да културата и уметност имаат едно битно место. Значи да, граѓаните сакаат чиста околина која што е можеби најзначајна. Исто така и реконструкција на улици, сите оние клучни сегменти кои што треба општината да ги прави, но не можеме да кажеме дека на сметка на сето тоа не треба да има култура и уметност. И од таа причина сметавме дека општина Битола треба да биде клучен поддржувач на значајни настани кои што веќе постојат, но и да воведеме нови содржини во градот кои што не само поглед на културната понуда, туку и градот ќе го направат поубав. И се надеваме дека во тоа успеваме и дека граѓаните го прифаќаат. Само накусот таксативно јас би набројала дел од оние манифестации кои што општина Битола ги поддржува, а тоа е, се разбира, најголемата интернационалниот филмски фестивал Браќа Манаки, потоа Интерфест, Илинденски денови, Малбитолски Монмартр, фестивалот на музика од светот, Локумфест, Битфест, Джез фестивалот. Веројатно тоа се дел од оние кои што во моментов ми паѓаат на памет. Сигурно ги има многу. Убаво кажавте, предноста е што мреживме многу повеќе различни културни чинители. Значи тоа се и националните установи кои што работат и функционираат во нашиот град и културно-информативниот центар кој што е локална институција од културата и секако поддршката на Министерството за култура вмрежена со поддршка од приватни спонзори и донатори и секако значајната поддршка на општина Битола прави на крај крајниот производ, односно крајната цел која што граѓаните крајниот исход кој што граѓаните гледаат и резултатот да биде на едно што е можно повисоко ниво и од година во година да расте. Сите овие фестивали
доколку разговарате со организаторите, идејните творци и луѓето кои што се вклучени, ќе кажат дека значајна е секоја поддршка и поддршката на општината за тие од година во година да го подигнуваат нивото и квалитетот, бидејќи убаво кажавте, граѓаните имаат навика да доаѓаат на настани, но неретко се кажува дека битолската публика има истенчен вкус и тоа е навистина точно и не може да се понуди било што. Значи, она што се нуди треба да биде културен или уметнички производ кој што ќе биде на едно високо ниво, налик на европските и светските метрополи и со ништо помалку не би се согласили ниту би прифатили, и тоа е правилниот начин на пристап и на размислување. Налик на европските метрополи сега, зимава, оваа сезона, ја направивте и зимската бајка, која што вие битолчани може и да се пофалите, привлече и гости од странство, тука пред се мислам на граѓаните од Република Грција, така што навистина правите манифестации кои што се за широка популација. Па да, зимска приказна е еден од проектите на кои што како општина сме навистина горди, бидејќи тука заедно со културно-информативниот центар го реализиравме тој проект четврт пат оваа година. Меѓутоа оваа година тоа беше најамбициозно, 18-дневна програма со огромен број на настани и на учесници, само учесници беа преку 3000, но и публика од над 50.000 посетители во сите тие денови и различни содржини буквално низ целиот град. Значи, ако првата година целокупното случување беше во прекрасниот амбиент на платото на офицерскиот дом во Битола, понатаму ја проширивме таа приказна и во старата битолска чаршија, која што е значајно обележена градот. Оваа година на плоштадот Магнолија поставивме лизгалиште, што беше уште една дополнителна содржина и направивме други дисперзирани активности, но најклучното беше што сето тоа беше реализирано на највисоко ниво. Тука имавме огромна поддршка од приватниот сектор, на кој што им сме бескрајно благодарни, бидејќи немаше да се постигне онаков производ како што сме го замислиле. И имавме повеќе дебати дали е тоа објективен само културен производ зимската приказна или туристичка понуда во градот, и бројките на посетители, само ќе кажам дека последните 2 дена од оваа календарска година, за разлика од минатата, односно од минатата за разлика од предминатата година, за 30% на преминот со Грција се зголеми бројот кон Македонија на возила кои што влегуваат. Значи, граѓаните од Грција бе секојдневни посетители, секако и целиот поширок пелагониски регион. Целата програма помина без никакви проблеми и навистина уживавме, независно што во одреден дел од деновите имавме и дождливо време, кога толку многу трае програмата, и сепак од сите реакции на граѓаните, навистина една висока оценка за целиот настан кој што го организира општина Битола. Може ли слободно да кажеме, бидејќи ги набројавме поголем дел од манифестациите кои што се случуваат во Битола, дека Битола едноставно е културен центар во Македонија или барем во овој југозападен регион? Па искрено, јас сега од позиција на секретар на општина Битола секако мојата функција обединува многу повеќе различни аспекти, но кога зборуваме за културата и уметности, моето долгогодишно искуство во оваа област, еден период од 7 години директор и на Центарот за култура, но вистина ми е драго што Битола е така препозната, но тоа од една страна е и предизвик, бидејќи кога некој го препознава градот како културен центар, тогаш треба соодветно да се одговори со она што го правиме, и навистина работиме напорно и со тим, како што кажав, од сочинето од културните институции националните, кои што ги раководат и луѓето вклучени. Во зимска приказна имаме и прекрасен тим во рамките на самата општина, но и надворешни соработници кои што се дел од срцето и на креативниот тим на зимската приказна, се со цел на крајот да имаме навистина културен производ на врвно ниво. А кога зборуваме дали Битола е културен центар, еве ќе кажам една работа која што можеби малце граѓани ја знаат. Битола како голем град и значаен центар немаше поголемо случување од културата на градскиот стадион се до минатото лето, кога таму со концертот насловен како Стар Симфони го отворивме изданието на Битвест. Значи, ние иако сме постојано присутни и многу правиме на полето на културата, сите заедно, има работи кои што не сме ги правели, и тоа говори дека градот се уште има голем потенцијал.
имате потенцијал, имате желба, имате идеи. Она што досега го направивте е поставивте високо ниво, висок праг на тоа што се нарекува работа во културата и успеси. Што е она што, еве како за крај на разговорот, што е она што е најамбициозниот проект што сакате да го реализирате во Битола? Па добро, се не би сакал да звучам дипломатски. Објективно она што е најамбициозно е градот да стане поубаво место за живење, бидејќи секогаш може да се направат работи за се да биде подобро и целокупната заложба на општината и на градоначалникот и на целиот тим е да во секој сегмент, не само секако во полето на култура и уметноста, да ги подобруваме работите. Меѓутоа, една од работите која што можеби е амбициозна како цел во овој момент, а граѓаните тоа го препознаа и го сакаат. Битола исто така и спортски центар и Битола и град на ракометот. Сега нели свежи се сеќавањата на светското првенство каде што нашата репрезентација направи одличен успех и како ракометен град долгогодишните желби се да Битола добие нова спортска сала или нов спортски центар и сега активно работиме на тоа, паралелно на изготвување на проектна документација, изработка на основен проект, идејно решение имаме. Локацијата е дефинирана, но треба да се промени деталниот урбанистички план и се надеваме дека во блиска иднина ќе можеме соодветно да најавиме почетокот на изградба на овој спортски комплекс, бидејќи по сите анкети и анализи тоа е една од желбите на граѓаните на Битола како да градот уште повеќе го достигнува својот соодветен потенцијал. А битолчани всушност тоа и го заслужуваат, да живеат во еден град кој што не само ќе го носи епитетот дека е најградски град во Македонија, туку навистина ќе покаже дека условите за живење се најградски во државава. Димитриевски, јас ви благодарам што бевте дел од нашата емисија. Мислам дека барем мал дел од она што се нарекува културни манифестации и културен живот во Битола успеавме да им презентираме на гледачите. Благодарам за поканата.